Добро вечер. Јас сум Зоран Илиовски, но сите на галено ме викаат Зоки. Во наредниве 10 минути, преку моето предавање, ќе зборуваме за нуклеарната енергија. Го направив под менторство на Блаже Ѓоргиев. Но пред да почнам, ајде да направиме анкета на вашето мислење. Ве замолувам со вашите мобилни телефони да го скенирате QR кодот и да одговорите на прашањата. Во светот околу нас се започнува со атомите. Тие се најмалите градбени частички на материјата. Се, од звездите до човекот, се направени од атоми. Преку Ајнштајновата теорија, односно еквивалентноста на енергија и маса, луѓето научија дека во јадрото на атомот има многу енергија. Оваа енергија можеме да ја ослободиме на два начини. Фисија, процес каде што еден тежок атом се дели, и фузија, процес каде што се спојуваат два полесни атоми. Јас ќе објаснам физијата, бидејќи фузијата се уште е во развој. Јадрото на атомот се состои од протони и неутрони. Понекогаш можеме да дадеме повеќе протони или неутрони во јадрото на атомот. С бомбардирање на јадрото на атомот со протони или неутрони, вообичаено добиваме потешки јадра. Но кога научниците го бомбардирале ураниум-235 со неутрон, тие добиле два полесни атоми, а не ураниум-236, како што било очекувано. Атомот се поделил на два полесни атоми во процес наречен фисија. Ова е најдобриот начин како да се призвика фисија, при што се ослободува големо количество на енергија. Дополнително се ослободува најмалку еден неутрон, што може да призвика фисија на други атоми од ураниум-235. Оваа серија на реакции на фисија се нарекува верижна реакција. Кога овој феномен се контролира, добиената енергија во вид на топлина може да се користи за производство на електрична енергија. Тоа го прават нуклеарните централи. Пред да објаснам како работат нуклеарните централи, да видиме како работат конвенционалните централи. Горивото, како што се јаглен од нафтата или природниот газ, согоруваат и при тоа ослободуваат многу топлина. Топлината загрева котел со вода и ја претвора водата во пареја. Парејата минува низ турбините и постојано ги врти. Турбините се механички поврзани со генератор кој претвора механичка енергија во електрична енергија. Нуклеарните централи работат исто. Единствената разлика е што согревањето на гориво се заменува со фисија на ураниум. Фисијата се случува посебна градба на централата наречена нуклеарен реактор. Се останато е исто. Во составот на реакторот влегуваат гориво, кое преку фисија ја создава топлината во реакторот. Најчесто гориво е ураниум. Ураниумот по копањето се обработува и збогатува. Збогатувањето е процес во кој концентрацијата на ураниум-235 се зголемува од 0,5 до 5% и се намалува концентрацијата на ураниум-238 кој не може да учествува во фисијата. Овој процес строго се контролира, бидејќи ураниум кој е обогатен над 90% е соодветен за нуклеарно оружје. Затоа, поновите реактори не обогатуваат ураниум, туку користат природен ураниум, каде други техники се користат за реакторот да има иста ефикасност. Потоа, ураниумот се прави во пелети и тие се наредени во цевки, познати како горивни прачки. Горивните прачки заедно се наредени во оно што е познато како јадро на реакторот.
На крај, кога ќе го искористиме сето гориво, треба да го смениме. Овој процес е скап, трае и до 1 месец и потрошеното гориво треба да се чува и ујарници години. Следен составен дел на реакторот е средството за вадење. Се користи да го вади јадрото, така што ја презема топлината ослободена при фисија. Најчесто средство за вадење е вода, но може да се користат и други материи. Модератор. Тој се користи да ги забави неутроните, овозможувајќи му на ураниумот полесно да ги абсорбира. Најчести модератори се вода или графит. Некои реактори користат вода и како средство за вадење, и како модератор. Последен составен дел на реакторот се контролните прачки. Тие се користат да контролираат и запираат фисијата, така што се спуштаат и креваат во јадрото. Постојат многу видови на реактори, но најчесто е реактор на вода под притисок или попознат како ПДУПОВЕР. Тој користи ураниум како гориво, вода како средство за вадење и како модератор и контролни прачки од кој биоматеријал што абсорбира неутрони. 70% од сите реактори во светот се ПДУПОВЕР или изразено в број 310 реактори. Иако овие реактори се најчести, тие не се најефикасни и најефтини. Јасно е дека стакленичките гасови придонесуваат за климатски промени, кои веќе се видливи. Суши, многу жешки лета, зголемена фреквенција на невремења, нарушени екосистеми. Обновливите извори на енергија се едно од решенијата, меѓутоа знаеме дека тие се непостојани, односно зависат од временските услови. Од друга страна, нуклеарните централи не испуштаат стакленички гасови. Потоа, ураниумот го има во изобилство и нуклеарните централи не користат многу гориво, па зошто да не ги користиме почесто? Одговорот на ова прашање лежи во големи трошоци за изградба на нуклеарните централи, нивно одржување и затворање. Поради тоа, имаме повеќе инвестиции во обновливите извори на енергија, иако кај нив производството на електрична енергија е многу помало. Следно, потрошеното нуклеарно гориво треба безбедно да се чува и ујанници години. Денес, некои реактори можат да го рециклираат потрошеното гориво, но за сега поевтино е се складира под земја и ујанници години. Како едно од решенијата за изградбата на нуклеарните централи е изградбата на мали модуларни реактори, кои заради нивната големина се лесни за одржување и ефтини за изградба. Модуларниот дел се состои од можноста серијски да се поврзат повеќе реактори, за да се зголеми капацитетот на централата. Исто така, новите дизајни се побезбедни, така што веројатноста на нуклеарни несреќи е речиси непостојачка. Како гориво можеме да користиме ториум, кој има многу предности во споредба со ураниумот. Ваквите напредни реактори сами го прават своето гориво во процес познат како размножување, каде ториумот преминува во ураниум. Тие користат стопена сол, во која горивото е и средство за вадење. Малите модуларни напредни реактори, претходно кажаното, ги прави многу поефикасни и со помалку радиоактивен отпад. Вакви реактори почнуваат да се развиваат и да се користат во неколку земји во светот. На крај, ќе повториме анкетата, за да видиме дали со ова предавање малку го сменивме вашето мислење.
Ви благодарам на вашето внимание.